Почитувана македонска јавност, на 15-тиот ден од предпоследниот месец на оваа година, конечно ја отворивме 30-та точка од 120-та седница, која е започната на 18 јули оваа година. Се работи за годишниот извештај за извршените ревизии за работата на Државниот завод за ревизија за 2022. Истиот е сработен, објавен и доставен согласно законските рамки. И истиот, според мене, треба да биде еден вид абецедар во собраниево, а не да се разгледува кога е веќе премногу доцна. Сепак, пратениците на опозицијата се очигледно единствените кои се пријавија за збор по овој извештај, за разлика од оние на власта, кои гледам дека немаат никаков интерес да зборуваат, реплицираат, а ниту пак да присуствуваат на разгледувањето на овој одлично срочен и изготвен извештај, со кој искрено и сегде би можеле да се пофалиме дека стремиме кон европски вредности и пракси. Како и да е, јас ќе споделам со јавноста една моја компарација, имено овој извештај е еден вид активирана атомска бомба, која доколку навреме го разгледувавме извештајот на пленарна седница, можеби ќе спречевме истата да се активира. Овде особено мислам на клиниката за радиотерапија и онкологија, за чиј грозоморен скандал јавноста дозна од медиумите на 2 септември, иако на него ДЗР предупредува уште од март оваа година. Затоа и не случајно ја направив оваа компарација. Како здравствена работничка, јас ќе се посветам само на делот од извештајот за извршени ревизии во здравството, кој што го има во подглавата 5.7 на овој и естетски убаво срочен годишен извештај на Државниот завод за ревизија. Да започнам со ред. Во оваа подглава 5.7 има две подточки. 5.7.1 опфаќа извештај за извршена ревизија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, а 5.7.2 опфаќа извештај од извршена ревизија на клиниката за радиотерапија и онкологија за критичната 2021 година. Кај ФЗОМ констатирано е следно: слабости во функционирањето на ИТ системот во смисол на недостиг на кадар, отсуство на стратегии и неажурирани политики и процедури за ИТ безбедност, што и се потврди со хакирањето на овој систем февруари оваа година. Нецелосно реализирање на активностите во секторите, а како резултат на непополнети раководни и систематизирани работни места. Не се обезбедени системски вградени контроли при изготвувањето пресметки за извршени услуги, кои пак се основ за изготвување месечни фактури од приватни установи, односно извештаи од јавни здравствени установи. Слабости во интерните и теренските контроли. Замислете, од вкупно предвидени 41 контрола за 21, извршени се само 7 и покрај тоа што договорениот надоместок за приватните установи е директно завишен од извршениот увид. Значи се исплачало одоко или според субјективни критериуми, а исплатени се точно 3 милиарди 296 милиони 901.000 на приватните установи. Понатаму, не е обезбедена целосна системска контрола при изготвување и доставување фактури од аптеките, на кои во 21 им се исплатени 2 милиарди и над 624 милиони денари. Увидено е дека во дел од фактурите имало повеќе рецепти со ист број и во текот на 21 двојно се фактурирани 21.047 рецепти, чисто вкупен износ бил 2 милиони и 224.000 денари. Утврдени се неправилности и непочитување на роковите при вршење контроли и изрекување договорни казни, што довело до неказнивост на установи кои не ги почитувале склучените договори со фондот. Дозволени се условени надоместоци за набавка нови генерации лекови, кои бележат континуиран раст, за во 21 фондот да одобри за 17 јавни установи вкупно 1 милиарда 265 милиони 265 илјади денари за оваа намена. Исплачани се надоместоци за породилни отсуства и на осигуренички кои остварувале и плати за истиот период. Може би затоа се случи оној хакерски
хакерски напад, само се прашувам. Понатаму, утврдени се слабости при упатување на лекување во странство, поточно не е обезбедена соодветна правна заштита и не е воспоставена контрола и систем на следење и анализи на успешноста од овие лекувања. Фондот за оваа намена има потрошено вкупно 234 милиони 170 илјади денари до странски здравствени установи, а нема повратни информации за статусот на овие лекувања заради необезбедена документација. Да посочам само дека и во последниот извештај на Европската комисија за здравство е посочен токму овој недостаток и тоа со квалификацијата нетранспарентност и необјективност. Понатаму има констатација за нецелосно спроведен попис на средствата. Не е воспоставена евиденција за залихите на материјали, а состојбата на обврските во финансиските извештаи нереално е прикажана. Има неправилности во спроведувањето и реализацијата на договорите за јавни набавки. Не е обезбедено вистинско купување услуги кое е предвидено со Законот за здравствено осигурување. Имено во 21 106 од вкупно 116 јавни установи имаат добиено статуси на неодржливи. Понатаму, отсуствуваат целосни информации за побарувањата по основ на неплатен придонес за здравствено осигурување и има крајно неизвестна наплата на побарувањата. Конечно, во текот на пандемијата COVID-19 не се обезбедени доволно здравствени услуги за осигураниците, поради што настанате одлив на финансиски средства во приватното здравство, чиј што износ не е помал од, замислете, 19,9 милиони евра. За крајот овој детален извештај за фондот во 2001 година ДЗР подсетува дека позитивната листа на лекови не е ажурирана од 2015 и дека националната стратегија за е-здравство се уште не е усвоена. Да прејдам сега на жариштето на оваа атомска бомба, како што јас го споредив овој извештај, а тоа е неговата 150 страница на која што во подточката 572 е извештајот за направената ревизија на клиниката за радиотерапија и онкологија за 2021 година. Утврдени се следниве состојби: слабости при пресметки исплати на плати и надоместоци на плати, слабости при планирање, реализација и контрола на условениот надоместок, слабости во спроведениот попис на средства, побарувања и обврски. Преземани се обврски со повисок износ од одобрениот буџет и ненавремено плаќање на истите. Неусогласеност меѓу сметководствената и материјалната евиденција, како и нецелосно фактурирање на потрошените лекови од дневната болница. Несоодветна примена на Закон за јавни набавки. Немање можност за утврдување реалност при исплата на реални средства за сервисирање на опремата во однос на реално извршените услуги, бидејќи постои монополска позиција на економските оператори. Понатаму подсетуваат дека набавениот акцелератор се уште не е ставен во употреба. Постојат ненаплатени побарувања од Министерството за здравство за извршени услуги по програми и од останати јавни здравствени установи за извршени интерклинички услуги. ДЗР го посочува и проблемот со недисперзирање на онколошките здравствени услуги, иако се создадени услови за ова во повеќе медицински центри низ Македонија. И последна забелешка е дека не се воспоставени во целост националниот систем за материјално-финансиско и сметководствено работење, како и централниот систем за регистрација на работното време при Министерството за здравство. Почитувана македонска јавност, овој извештај на Државниот завод за ревизија е јавно објавен на веб страната на Државниот завод за ревизија уште од март или април оваа година. Собранието дури денес ја разгледува оваа точка на пленарна седница, додека Комисијата за финансирање и буџет како матична комисија ова го има направено многу порано. Сепак, најголемиот прашалник за мене е што прави Љубомир Јовески на темата онкологија и докаде е со предистрагата. Јас сметам дека тој попрво ќе се пензионира, отколку што ќе отвори конечно истрага. За овој скандал треба да паднат многу големи глави. Не знам само како власта не се освести дека за овој скандал не треба да се калкулира со имиња, туку што поитно да се охрабри
и од истите да се огради. Тоа е единствена шанса на оваа пропадната и корумпирана власт да покаже дека се оградува од ваквите морбидни криминалци и да стави крај на злоупотреба на човечки животи за лични профити. Во спротивно заслужува